Во Македонија се забележува растечки број на така наречени брзи анкети, односно тоа се онлайн анкети кои се спроведуваат преку социјалните мрежи, како што се Facebook, Instagram, правени преку различни алатки, Google Forms и слично. Меѓутоа, многу малку од компаниите во Македонија прават подлабоки стратегиски истражувања, преку кои што ќе си обезбедат сигурни и репрезентативни податоци, врз основа на кој ќе може да го направат така нареченото долгорочно планирање. Ова може да биде резултат на ограничениот буџет кој што тие го имаат, меѓутоа може да биде одраз и на недоволно развиената истражувачка култура и пракса која е дел од работењето на компаниите во нашата земја. Во Македонија, поголем дел од компаниите, одлуките кои што ги донесуваат, маркетинг одлуките кои што ги донесуваат, повеќе им се базираат на интуицијата, односно на искуството кое што тие сметаат дека го имат, или така наречените трендови кои што владеат во дадената индустрија во која што нивната компанија работи, а не се базираат на тие квалитативни податоци кои што ги имаат. Кои се тие фактори кои што влијаат на тоа, односно како тие треба да ги базираат маркетинг одлуките кога за различни прашања се договараат меѓу себе, ги планираат сите следни чекори? Најпрвин, компаниите кои што имаат поголеми маркетинг буџети или буџети, финансиски средства од нивните буџети, насочени токму кон маркетинг одделот, како што се да речеме поголемите телекомуникацијски компании, поголемите банки, тие најчесто користат професионални истражувања и прават некои подлабоки анализи. За разлика од нив, помалите и посредни компании често ги прават брзите анкети, без при тоа да консултираат стручни лица или да прават стручна анализа. И тоа најчесто се случува бидејќи нивниот буџет не дозволува да имаат соработка со професионални агенции или луѓе кои што се професионалци во оваа област. Например, телекомуникацијските оператори кај нас, како што се A1, T-Mobile, VIP, така натаму, најчесто користат репрезентативни истражувања за широката популација, пред да се одлучат да лансираат некои нови пакети или нови производи. Тоа води кон податоци кои на вистина им ги одразуваат или тие вистински може да ги видат навиките кои што нивните корисници ги имаат. За разлика од нив, да речеме, доколку во нашиот град одреден локален ресторан или некоја стартап компанија се одлучи да направи некакви промени во цените, во составот на нивното мени и така натаму, тие се базираат на така наречените брзи анкети кои ги спроведуваат најчесто на социјалните мрежи и при тоа најчесто во најголем дел од ситуациите тие доаѓаат до погрешни заклучоци кои што на долгорочно ниво не ги доведуваат до оние резултати кои што се посакувани, може да влијаат и на крајот до финансиските резултати кои што ги остваруваат, а дефинитивно им влијаат на репутацијата која што ја градат во општеството. Во Македонија социјалните мрежи најчесто се користат како неформален, меѓутоа како брз извор на информации, односно извор преку кој што може да се видат така наречените потрошувачки инсайти. Компаниите ги следат коментарите, реакциите, пораките и анкетите кои што ги спроведуваат на Instagram или на Facebook, за да можат да разберат што е тоа што мојот потрошувач го сака, кои проблеми ги имаат потрошувачите кои што купуваат од кај нас или ги користат нашите услуги, и како потрошувачите реагираат на одредени понуди кои што ние ги имаме или кампањите кои што ние ги водиме. Се почесто социјалните мрежи функционираат како мини фокус групи кои се случуваат во реално време и особено ваквиот начин на прибирање на информации или собирање на податоци за да може да се вршат понатаму различни анализи, да се донесуваат различни одлуки, го прават помалите и средните компании во рамки на нашата земја. Онлайн коментарите се исклучително релевантни, бидејќи често содржат спонтани и искрени ставови на потенцијалните потрошувачи, како и на веќе постоечките потрошувачи на компаниите. Откриваат што навистина мислат потрошувачите,
без филтер, без цензус и без истражувачки притисок. Сепак, тие не треба да се гледаат изолирано. Неколку гласни мислења не секогаш ни го представуваат целниот пазар, односно пазарот во целост на кој што сакаме да настапуваме. Кога се анализираат систематски и во комбинација со многу други податоци со кој што компанијата располага, коментарите можат да станат моќен инструмент, се со цел да имаме подобрување во рамки на нашиот производ, во рамки на нашата услуга која што ја нудиме и во рамки на комуникацијата која што ја имаме со потрошувачите и која што е од исклучителна важност за да можеме да го продолжиме тој процес на поврзување со нашите потрошувачи. Во пракса, македонските компании не го прават тоа доволно. Повеќето македонски компании се уште си ги сегментираат потрошувачите првенствено согласно нивната возраст, нивните приходи или локацијата во која што тие живеат или работат. Многу ретко таквата сегментација ја прават според вредностите по кои што се базира животот на потрошувачите, нивниот животен стил, како и начинот на кој тие комуницираат. А тоа е особено важно и е клучно за да се забележат таквите генерацијски разлики. Многу често компаниите си претпоставуваат или разговорно меѓу себе велат дека младите се исти, без при тоа подлабоко да ги истражуваат нивните ставови, нивните очекувања, нивните однесувања и сето тоа за компанијата доведува до неефикасни и неефективни маркетинг кампањи кои ги спроведуваат, што на долг рок нормално влијаат и на целокупното нивно работење. Ако ја земеме како пример генерацијата Z, која ги опфаќа лицата кои се родени во периодот помеѓу 1997 и 2012 година, и како главни карактеристики кои што можеме да ги препишеме на оваа генерација се дека се digital natives, тие имаат израснато со интернет, со смартфони и израснато на социјалните мрежи. Односно, поголем дел од нивното секојдневие го поминуваат таму. Тие повеќе ги вреднуваат автентичноста и одржливоста. Тие се склони кон контент од peer-to-peer извори и многу се изложени на инфлуенсер маркетинг. Тие се прагматични и најважно од се, генерацијата Z се ценовно чувствителни потрошувачи. Повеќе веруваат на препораките и на искуствата, отколку на класичните реклами кои што компаниите ги прикажуваат пред нив. Тие сакаат брза комуникација, сакаат интеракција и најважно од се е дека тие се многу помалку лојални кон брендовите, а се повеќе лојални кон вредностите кои што тие ги почитуваат. Иако се глобално информирани, благодарение на начинот кој што го живеат, на дигиталниот начин на функционирање кој што го имаат, нивното однесување е обликувано од локалниот економски контекст. И тоа ги прави нив многу покритични, многу пореални во процесот на купување. Донесувањето на одлуката, процесот на изложување на тоа што компаниите го нудат, до моментот кога тие треба да ја донесат конечната одлука да купат, е многу поразлична од другите генерации. Компаниите е потребно да ги таргетираат генерациите различно, затоа што генерациите, односно припадниците на различни генерации, не само што купуваат различно, туку тие и размислуваат различно. Компаниите кои не ги земаат во предвид таквите разлики, кои се случуваат во размислувањата на потрошувачите, ризикуваат да зборуваат на погрешен јазик со својата публика. Истражувањата што се генерацијски прилагодени овозможуваат подобро позиционирање, подобра ефикасност, поефективна и поефикасна комуникација, како и долгорочна релевантност на брендот кој што вие го градите на македонскиот пазар. Во однос на маркетинг истражувањата кои ги прават компаниите во Република Македонија, може да се посочат неколку проблеми од кои потекнуваат потоа грешни одлуки кои ги прави врвниот менеджмент во компаниите. Една од нив се нерепрезентативните примероци, односно честото правење на брзи анкети кои што претходно ги споменавме преку социјални мрежи,
во кој што не се таргетираат луѓе, туку случајно се бара кој ќе одговори на таквото истражување и всушност не ни ја прикажува реалната целна група кон која што е насочен производот, односно услугата која што ја нудиме. Друг проблем со кој што се соочуваат компаниите при маркетинг истражувањата се тоа дека не се зема во предвид структурираноста на прашањето, односно се користат многу често површни прашања кои не даваат доволно информации за да се види мотивираноста на потрошувачите. Многу често компаниите го поставуваат прашањето дали ви се допаѓа овој дизајн. При тоа не се дава контекст од аспект на цената, од аспект на пакувањето, на брендот, намената или некоја друга карактеристика и не се дава суштински заклучок за пазарното однесување. Следен проблем кој што компаниите многу често го имаат во процесот на маркетинг истражувањето е дека не користат воспоставени статистички техники, не користат методи за сатисфакција и не известуваат воопшто за маржата на грешки, односно не ја земаат во предвид. Како дел од статистичките техники кои што може да ги применуваат се дескриптивната статистика, регресионата анализа, додека од аспект на методите за сатисфакција кај потрошувачите, тие може да ги применуваат Ликертовата скала, индексот на сатисфакција и останати алатки или методи кои што ќе им помогнат во тој аспект. Кој е тој предлог за да се направи подобрување во рамки на маркетинг истражувањата кои компаниите во нашата земја е да се користат професионални или полупрофесионални инструменти како SurveyMonkey, понатаму Qualtrics со репрезентативни панели, да имаат јасно дефинирана целна публика пред да го започнат процесот на анкетирање, добро составен и структуриран прашалник кој потнатаму со десиминацијата ќе овозможи добивање на резултати кои што ќе имаат добра основа да бидат анализирани. Зошто? Затоа што врз основа на анализата од спроведените анкети, компанијата ќе може да ја донесе вистинската и правилна одлука, што и гарантира успех како на краток, така и на долг рок.